Со навреди и закани по животот, градоначалничката на град Скопје Даниела Арсовска ја терала извршната директорка на Сојузот на стопански комори Кристина Стојановиќ да ја напушти функцијата на која беше поставена лани во август, пишува Фокус, кој има увид во полицискиот записник. Неделникот пишува дека Арсовска преку својот близок соработник Драган Митковски, кој е председател на сметководствената комора, побарала да ја тргне од функција Стојановиќ. Кога не успеала, лани во декември почнала со телефонски повици и пораки, прво културно да бара од неа да се замине од ЦСК заедно со председателот Трајан Ангеловски поради наводни здравствени причини, а подоцна тоа да кулминира со навреди и закани по живот. Имаш рок до четврток, фино и културно. Ако не напуштиш, животот пекол ќе ти стане. Ќе ве масакрираме, се наведува во пораката. Понатаму, од тоа што е наведено во пораката, може да се свати дека тој што ги упатува заканите и дава последна опомена да се повлече од раководното место со оглед на тоа што не послушала во изминатиот период. Дури еден месец подосна, поточно на 26 јануари 2022 година, Арсовска повторно и испратила порака на извршната директорка. Од тебе порасипано створење во животот не сум видела. Нека ти е среќа, се наведува во пораката. Приказната добива кулминација кога во февруари се запали мерцедесот на извршната директорка, која 3 дена пред пожарот добила последна опомена, односно заканувачка. И од увидот во самиот записник, пишува Неделникот, може да се забележи дека раководството на ССК покренало ревизија за работењето од претходната година, додека Арсовска се уште беше председател, што е главна причина зашто барал од нив да ги напуштат раководните позиции. 8 месеци по подметнатиот пожар во автомобилот, отворен е предмет во јавното обвинителство, од каде вела дека работат на случајот. Кривичната пријава која моментално се води против непознат сторител опфаќа 2 кривични дела, и тоа загрозување на сигурноста според член 144, како и предизвикување општа опасност.